Почитувани влюбеници во културата, уметноста и литературата, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Астрорум. Дигиталната технологија ни е од голема помош во овие пандемиски услови. Таа ни овозможува и да ги премостиме непремостивите граници. Така јас можам да си дозволам да разговарам со наши успешни уметници кои што живеат вон границите на нашата земја. Денес имам посебна чест и задоволство да разговарам со една наша успешна визуелна уметница која што живее во Соединетите Американски држави. Станува збор за Марија Павловска, на која што и посакувам добре дојде во емисијата. Добре најдов. Бранка, ви благодарам на поканата и ја поздравувам целата јавност на нашата Македонија. Марија, вие одамна творите на полето на ликовната уметност, но се чини дека сега сте конечно етаблирана, потврдена, и ако некој имаше сомнеш во вашата уметност, ако воопшто тоа се случило, сега веќе со настап на Венециското биенале, со вашиот престој во МАНА, во еден центар на современата уметност во Њујорк, ги трга настрана сите сомнежи. И јас морам да ве прашам, да ве вратам на самите почетоци, да подсетиме македонската јавност, бидејќи тоа не е за пофалба, меѓутоа ние знаеме и да забораваме како почнал нечи труд, дека ништо не е дојдено преку ноќ. Вие завршивте тука со школувањето, дошколувањето беше надвор. Можете ли да не подсетите од кога се занимавате со ликовна уметност? Колку убаво прашање поставивте, од каде се почнува. Првенствено да кажам дека од самото мое сознание на постоење сум со неверојатна библиотека израсната, литература, музика, уметност, студиото, ателјето на мојот родител, мојата постара сестра пијано, понатака мојата помала сестра пијано, така да тоа нашето семејство е едно колаборативно, уметничко, вибрантно во овој однос за кој збориме. Од самото мое сознание, јас моливот и хартијата премногу сум го почитувала, и талентот и љубовта кон творештвото да се запише, да се нацрта е од моите најмали ноги, 6-7 години од кога имам памтење за мене. Сакам да кажам какво задоволство е почита од моите родители, мојот родител, што тоа го зачувал. И кога јас ќе ги видам тие работи од мои 5, 6, 7, 10 години, тоа се затоа тие се знаело дека Марија ќе биде уметник, не застанале на патот дека нешто друго јас ќе бидам. Се знаело дека јас сум уметник, да посочам дека сум цртала и над зидови и така, па знаете. И понатака да го објаснам основното образование. Секако ние имаме различни предмети во текот на основното образование, каде што и ликовно.
И со посочениот талент, јас бев праќена на сите надпревари меѓу школи, меѓународно, државно, меѓу други држави, и јас ги носев, школувана сум во Вера Цирвири Трена во Карпуш 1, и јас ги носев на школото сите први и втори награди. И така школото имаше огромна популарност поради моите награди. Со директорот, со директори, со добијани награди. Понатака дојде средното школо, каков благослов, каква слобода, каква убавина, почи до средно уметничко Лазар Личеновски. Понатака од тука се запишав на сликарство кај професорот Симон Шемов, Ликовна академија, и магистратура завршив кај истиот професор кај нас во Ликовна академија. Знаете дека самостојно можеш да настапуваш после студиите, така да моето прво представување самостојно е во галеријата Длум, Скопско лето 1999 година, така да можам да кажам дека веќе обстојувам со 20 годишна кариера. Еден прекрасен пресек за се што имате неформално и формално, нели, постигнато досега. Јас ќе ве прашам, ги споменавте вашите две сестри. Повозрасната е музиколог и клавирист, помалата е клавиристка, исто така во Америка. Ваша беше најголемата одговорност да го наследите вашиот татко? Предпоставувам дека е различно. Другите две ќерки се во сферата на уметноста, но во музичката уметност, а вие решивте да одите по стапките на познатиот Таки Павловски. Беше поголемо бреме, одговорност или задоволство? Бранка, колку убаво прашање, каков товар? Тоа не е товар, тоа е убавина да бидеш во една вибрантна атмосфера како што е нашето семејство. Значи, добро, сега ние сме сите со своји домови и возрастни, меѓутоа сум израсната, знаете тоа колку е интересно. Татко ми спрема изложба, ретроспектива или изложба, или се патува надвор од земјата, се спрема тоа. Значи вибрантно околу тоа. Тоа завршило, поголемата моја сестра спрема, се издава книга и околу тоа. После тоа завршило, јас спремам изложба и не знам, тоа завршило. Јана од 8, мојата помала сестра Јана пианист, она од 7 сабајле, од 8 вежба клавир, она спрема концерт, ајде одиме на концерт, па и така континуирано, па пак изложба, па пак книга издавање, па пак кој се работи, каков товар. Јас мислам дека од сета таа вибратна атмосфера сите ние апсолутно паралелни линии, значи јас си го водам својот пат, мојот родител си го води својот пат, моите сестри си го водат својот пат, мојот родител мајка ми е тука со сите нас, ме разбирате? Така да, несомнено ќе кажам дека е една колаборативна, вибрантна убавина да имам вакво семејство, кое помага, значи и музиката на сестра ми, и разговорот со поголемата сестра околу уметноста, околу книгите, околу така, разговорите со татко ми, присуството во ателјето, тоа лабораториско место, да го кажам, мислам дека придонело и уште придонесува во мојата активност. Кога прв пат излеговте од границите? Дали го паметите моментот? Дали се работеше за желба, идеја, дека тоа ви е целта во животот, да ја представите својата уметност надвор од границите? Голема благодарност на нашето Министерство за култура на Влада на Република Македонија за програмот што го имаат, каде што постои конкурс и меѓународна област, ликовна област, и се дозволува со однос на центрите и галериите кои што тие соработуваат, исто така ако постои можност, доколку ти самостојно добиеш проект, да аплицираш за тој проект надвор. Значи, моите патувања надвор првенствено беа со професорот Шемов на студентска размена во Нимберг. Тоа беше моето прво излегување надвор од границите, каде што останавме, не знам, околу месец дена или помалку, и таа соработка надвор со
Факултетот за ликовни уметности во Нимберг беше фантастична, па имавме изложба, работевме на проекти, така беше тоа моето прво искуство во студентските денови. Потоа имавме семинар, симпозиум, второ мое излегување, ова е во рамките на студиите, уште магистратура и така, во Крајнска гора, во Крајнска гора. И таму исто беше прекрасно, една размена на студенти и така, многу убава соработка. Откако обстојувам самостојно, по мојата прва изложба на Скопско лето, понатака и мојата соло изложба, всушност магистерскиот проект Моето бело, несомнено тоа беше 2001 година и па дали поминаа 2 или 3 месеци после тоа, веќе на сцената јас бев забележена со тој начин на употребување на црно-белата техника, минимализам, во исто време и одреден експресионизам, бев посочена од Министерството за култура, соработка со нашето Министерство за култура Македонија и Министерството за култура на Австрија, како посочен млад автор со резиденција во Австрија, поточно под Кунсхале Кремс, како задоволство да соработувам со тој музеј и да бидам поканета во покровителство од нив, со дадено ателје од 3 месеца, кое на крај резултираше со самостојна изложба во галеријата Ланг во Виена. И на вашето прашање, моите почетоци надвор од нашата земја, можам да кажам дека се самостојно во Виена, каде што Кунсхале Кремс музеот постави изложба од изработените работи, соработката до ден денеска трае и бев поканата од Министерството за култура повторно, како во цела програма што имаат, што соработуваат со земјите од целиот свет и покануваат млади автори во таа резиденција, во тој програм, моето дело да биде одбрано, како еднаш годишно печатат мапи, австријски поет со уметник од резиденцијата, од оваа колаборативна програма, и моето дело беше одбрано, цртежи да изработам, да биде тоа отпечатано, така да бев поканета на уште една резиденција 3 месеци и тоа најдена прекрасна промоција и потоа уште еднаш галеријата Ланг самостојно ме покани на уште една изложба. Така да тој старт на мои 24 години беше отворен, како да ви кажам. Навистина убав пробив на вистинскиот начин и со вистинската поддршка. Јас сакам да ве прашам колку време ви требаше да си го најдете сопствениот јазик. Вие се фокусирате на две спротивности, на црната и на белата боја. И вам ви се тие две доволни да го изразите целиот сликарски раскош. Имав прилика да разговарам со уметникот Мице Јанкуловски, кој што му требаше многу години да дојде до едноставноста и практично да е и најплоден, и најостварен, и најкомотно да се чувствува само во црната боја. Вие ме подсетувате дека еве кај вас две спротивности, за да има приказна, за да има опера, либрето, секогаш се потребни темната и светлата страна. Како дојдовте до ова? Дали по пат на промислување или едноставно самата уметност, четката ве однесе дека ви се доволни овие две спротивности? Колку убаво прашање. Знаете како? Како автор можам да кажам дека секој автор викате се пронајдува. Тоа доаѓа прво од авторот, нели, од неговото образование, од неговото искуство, од неговиот социјална атмосфера, неговиот карактер, неговото образование и многу можам да кажам дека многу ги сакам јасните работи. Се обидувам тоа да го прикажам и во мојата уметност. За поларните црно и бело и во други наврати имам кажано, секоја ситуација на крај произлегува со ќе одиш или нема да одиш, ќе биде или нема да биде, така да пишувањето, да го кажам калиграфијата внатре што ја вметнувам во делото,
дали е тоа мултимедијално или слика или цртеж, се наметна како израз кој е собствен мој. И кај нас, и интернационално. Како се доаѓа до прочистување, знаете, авторот истражува, има периоди, чачка, да го кажам чачка, работи на друго, меѓутоа, кога ќе се осврнеш 20 години назад, живеам на релација, како што посочивте, сега сум во Соединетите Американски држави, затоа што обстојувам многу важна резиденција. Многу често доаѓам во Скопје и плюс излагам интернационално, ета така. И додека сум тука, имаше постари работи, пандемија фати, го селектирав ателието што имам тука работи, да ги репарирам, да ги зачувам добро. И јас се навратив на работи што се од 2000-та година, 2001-2002. Боже, каква убавина, затоа што тоа ако не е, апсолутно сум ја, не? И ако тоа не постоело, немало да произлезе следниот проект или ова денеска што јас го работам. Да се осврнеме на проектот A-Reaction, што беше изработен во резиденцијата во САД, во Музејот Мана Контемпорари, кој уште ја одржувам, и понатака отиде на Венециско биенале. Значи, ако не било ова претходно, немало да дојде до ова. Така да тоа е еден процес кој си апсолутно ти, тоа се надополнува, се истражува, се развива, така да кажам. Кажете ми, дали овие резиденции се важни за една кариера на визуелен уметник? Што значи да се биде на Венециското биенале? Што значи да се биде во резиденција каква што е Мана? Дали е можно самостојно уметникот да се наметне, да биде дел од познати галерии, да биде дел од познати приватни и официјални колекции? Кажете ми колку ви помогна ваквиот начин на себе истражување и на наметнување, за да станете позната и призната? Резиденциите, конкретно, ја спомнав првата резиденција на која бев пратена во Австрија, Кунскале Кремс. Резиденциите се понатака резиденција има во Нимберг, понатака во Словенија и сега сум во резиденцијата во Мана. Овие резидентијални простории се во комплекс на одредена институција и не обстојува како една резиденција. Значи се повеќето или е тоа цела зграда и така. Со самото тоа што уметниците имаат свој простор и им е даден тој простор, значи веќе станува за една колаборативност каде што имаш информација меѓусобна. И тоа е нешто прекрасно. Луѓе од цел свет, од различни делови на светот, поддржани со предавања, поддржани со lecturers, нели? И тоа е една вибрантна атмосфера која и тебе ти помага. Во исто време, таа резиденција ти е дадена да имаш и комплетна своја приватност. Значи, во таа вибрација ти имаш и комплетна приватност. И самото тоа дозволува да го кажеш своето мислење на свој начин. Конкретно, да се осврнам на ова што се случува моментално. Јас сум веќе 8 година во резиденцијата во Музејот Мана Контемпорари, во арт центарот. Тоа е една водечка институција која обстојува веќе некои 12-13 години. Се влегува многу тешко при конкурс, затоа што музеот обстојува на еден поинаков начин, покрај галериите на современи изложби, на 6 спрата, кој обстојува како музеј, што да биде поинтересно и актуелно, еден спрат е посветен на живи автори. Како на отварањето на изложбите, вие како посетител може да го видите и моето ателје, значи лабораторијата. И тоа прави еден таков бум
на нешто поинаку, на нешто многу автентично, во спротивно вие можете да дојдете во мојата лабораторија, нели, ателје, со дозвола од мене, а вака, и тоа прави една нова ситуација. Апсолутно имаме приватноста неизбежна и целата таа колаборативна атмосфера и информација на најсовремени изложби, разговор со другите колеги, другите институции што се фондации под музеот, исто отворените куќи, предавањата, придонесува за твоето творење. Исто така да посочам приватноста што ја имаш како автор на дадената резиденција, на твојот даден простор, овозможува да се изразиш ти собствен самиот. И знаете како? Во нашата професија, музика, театар, уметник, ликовен, визуелен, што е најважното? Да си собствениот ти. И во документарниот што они го изработија, а и сега ќе посочам дека последно е што мислам што другиот ќе каже доколку тоа што го работам. И сум комплетно јас. Тоа во светските размери, кога ќе се примети одреден став, тоа се почитува, знаете? И многу труд, многу работа допринесува до посоченост и приметеност. Спомнавте галерии, спомнавте приватни институции, значи од тој приметен собствен став, уметност, израз, обстојува на нивната веб страна. Во меѓувреме се случуваат групни изложби, представување на Арт Базел Мајами, сум носител на престижната награда на Карл Фурман фондацијата, многу популарна институција во Њујоршката ареја, да кажем и во САД. Ја понесов првата награда за сликарство и тука веќе, знаете, се двојувам со име и презиме на таа сцена. За ова што посочивте, каков е пристапот и начинот, секој сака да има тоа што е приметено, тоа што е индивидуално, тоа што е приметено како ново. И од тука натака на авторот му станува да работи и самото си доаѓа понатака. Дали тоа значи успешен еднакво на богат? Дали може да се живее од сликарството? Каква е состојбата во Соединетите Американски држави? Имате искуство и од Европа. Кои се сличностите и кои се разликите? Можам да ви кажам дека кога обстојувам во Њујорк, њујоршките факултети, зборувам за Њујорк, факултети за уметност кои обстојуваат историја на уметност и сликарство и цртеж, имаат програма семестрално на одредени теми. И со моето завршување на докторската теза, првиот принцип цртежот, всушност правата тема е развој на цртежот низ историските периоди, како база на едно дело. Аплицирам со предавање на одредена тема и тоа некогаш е платено или не. Дали се обстојува? Еве, јас можам да кажам дека сум на сцената, аплицирам за грантови, имам соработка со колекционери веќе, се обстојува со една огромна борба. Тоа што доаѓа, се вложува, па пак тоа што доаѓа се вложува и така е едно движење, непрестанато движење. Порано постоеле мецени, а денес се чини дека сите уметници мораат да бидат и само менаџери и да се рекламираат. Значи, од една личност не се бара само да си ја заврши својата матична работа, туку мора да ги прави и другите нешта.
Јас сакам да ве прашам, бидејќи сигурно следите ликовната сцена и во Европа и во светот, што е она што денес се цени? Се чини дека многу тешко се прават револуционерни чекори, некои велат дека се е измислено, иако јас сметам дека уметноста е едно широко поле, каде што секогаш може да се иновира. Меѓутоа е потешко. Ако старите сликари имале мака со боите и со живееле многу од нив во сиромаштија, денес од таква голема конкуренција сигурно е многу тешко да се најде сопствениот пат и да се биде забележан. Како вие гледате на денешната ликовна сцена? Да, многу сте во право. Меѓутоа, со моето делување, таа резиденција што ја обстојувам функционира една година и обстојува со реапликација секоја година, доколку се остварени одредени резултати и тоа бордот го обстојува, како и за нив е добро уметник како тебе да посетителите го приметат на отворените изложби кога се отпарат, они дозволуваат ти да продолжиш. Така да, веќе спомнав, веќе 8 година сум таму. Кога си под таа институција, значи таа институција тебе веќе те покрива. Така да јас можам да кажам дека јас не сум сама. Јас сум во поткревителство, а мојата уметност е промовирана под оваа институција, што придонесува од нивната веб страна, од промотивни интервјуа и така понатака Art Basel бев представена од Mana Contemporary. Тоа доведува до промоција на авторот. Баш минатата недела бев за одреден проект што ќе се случува во 2021 година, онлайн евент, настан, виртуелна изложба, беше представена од Ајлин Камински. Она е и галерист, обстојува и со фондација Ајлин Камински Foundation, и е еден од најголемите колекционери во Соединетите Американски држави. И во комуникација се понуди соработка и поддржување на моето творештво, каде што тој настан се одржа разговор помеѓу Ајлин Камински и авторот Марија Павловска за виртуелната изложба и представување на она што следи во 2021 година, така да сега имам уште една галерија и уште една многу валидна личност која стои позади мене. Тоа е убаво, да, бидејќи минутите за нашиот разговор полека истекуваат, јас да ве прашам кои се плановите поврзани со вашата матична земја, со Македонија. Знам дека вашиот докторат беше преведен и на македонски јазик, излезе книга. Сакам да ве прашам дали има известно некоја изложба кај нас, ваша, и дали сте во преговори или сепак ви се врзуваат плановите преку океанот? Во минатата година, иако фати оваа неволја со вирусот и пандемијата, каква чест имав да учествувам на Остен Биеналето, понатака резиденцијата во Охрид, каде што се произведува прекрасни дела, изложбата во Национална галерија 75 години Остен, честитки до Остен, прекрасна изложба. Понатака покана лична на 59-тите Струшки вечери на поезија, самостојна изложба, се случува, значи, оваа активност. Ме прашувате за 2021 година, можам да објавам дека веќе имам покана од Корнелија Коневска и CEO-то на Флоренс Биеналето во Фиренца. Добив покана за учество на следното Биенале во Фиренца. Проектот веќе се размислува и значи тоа предстои, а да не кажам тоа што беше пропуштено оваа година.
дека ќе се реализира во 2021, а тоа е графичката мапа, портфолиото, која сум поканета од моќниот Гери Лихтенштейн и следи да се реализира во 2021. Овој проект е исто поддржан од Министерството за култура на Република Македонија и веќе е добиен грант од Айлин Камински фондацијата. Да не кажам дека да споменам исто дека после Венецијското биенале, каде добив покана од Европскиот културен центар, како уметник од Мана и обработен проект во Мана, следеше да се објави уметник од Мана на Венецијанското биенале со кураторите, представување со кураторите, значи ден на представување. И тоа не се одржа затоа што фати пандемијата, значи и тоа следи. Сите се надеваме дека ова ќе заврши и сите ќе може да продолжиме да оствариме онаму каде што сме застанале, затоа што пандемијата закочи многу работи. Марија, многу планови, многу реализации. Јас се радувам што еве имавме можност, макар и во половина час, да поразговараме за се што работите и да ја запознаеме македонската јавност, она која што не ве познава се уште, што работите и дека имаме успешни уметници надвор од границите кои што никако не ја забораваат и својата земја, напротив го носат ова име секаде ни светот. Ви посакувам уште многу успешни изложби, успешни представувања и престој надвор и да се видиме во некоја следна прилика. Најмногу ќе се радувам ако е тоа последна самостојна голема изложба кај нас. Ви благодарам за овој разговор. Многу ви благодарам, Бранка, честитки за вашата емисија, честитки за структурата на вашата емисија, ве пратам, прекрасни интервјуа и поздрав до моите колеги, кои без разлика дали се тие од фелата на театарот, музиката и така, уметноста, многу почит и посакувам успешна 2021 година и за вас. Благодарам, Марија. Секој е добро. Секој е добро.